Тука не нешто неверојатно. А како тоа историјата е врзана со името? Ја мислам, името на секоја држава, секој народ се даде од правото на самоопределување. Што ќе ви на вас и музеј или нешто за да тврдите дека сте македонци? Па тоа управо ја поддржува тезата на тие кои што се сомневаат во постоењето на македонска нација. Демек сега ако нема музеј, ако нема историја, леле идентитетот ни е загрозен. Па вие ако не верувате во вашите идентитети без постоењето на тие институции, тогаш може да кажете дека сте македонци. Ако вас ви треба музеј за да се идентификувате, или треба некој да ве призна, да ви призна историјата која што била преправана, мислам, многу виктимизирачки дискурси, тоа веќе... Значи вас тоа не ви треба, историја не ви треба. Не дали не ви треба или не ви треба, но зошто се поврзува со идентификацијата и со именувањето? Сето тоа е дел културата, историјата, јазикот, сето тоа е дел од нас. Вие немате обврска тоа да го образложувате. Па немам обврска, нормално дека немам обврска. Јас сум историчар кој истражува историја, тоа ми е професионална должност. Тоа зашо името? Таа историја е дел од нас. Дел од мене, дел од нас. Јас без таа историја се чувствувам дека сум ништо. И да не бев историчар, истото ќе го чувствував. Значи, нам ни е потребно тоа. Бидејќи живееме во едно обскружување во кај историјата многу повеќе се вложува и се дава. Кај нас најмалку се дава, најмалку за историјата. Но може и тоа да се оспори, не знам дали е тоа. Не знам дали е тоа релевантен одговор ако они даваат повеќе. Професорке, ако даваат во Грција X пари кај нас, ако ние физички не можеме да дадеме, поголеми држави се. Нити проекти пак такви имаме какви што тие во дадат. Не е спорно. Значи тоа не е спорно. Проект еден два така земаме. Значи ние ја заклучуваме темата дали имаме историја или не. Не ја заклучувам. И проблемот со идентитетот. Не заклучувам, јас не знам зошто ви смета. Ширихме темата сега со идентитетот и со странските пропаганди. Разговараме дали во Македонија ќе има поделби и гледаме дека има поделено мислење. Инаку ние можеме да разговараме за пропагандите за антиквизација, за словенизација, за агресивноста на владата, за агресивноста на грците, меѓутоа тоа се широки теми. Ние сакаме да видиме што предизвикува овој феномен. Уште пред крај уште сакам да прашам за Ванчо Мара Бунева. Да. Како ќе видиме во музеот? Денеска беше панахидата на Кјот. Да, денес беше. Да. Родената Совчанка, како да ја видиме? Да. Јас не се откажувам. Не знам. Ќе ја видите со пиштол во џеп. Како убиец, како убиец. Чи, значи како во корист на каузата. Не, во корист на одмазник, бидејќи таа губила Прелис заради 27 година заради процесот на македонските студенти, интелектуалци кои го водел Прелич и за одмаз да е убиен Прелич од Мара Бунева. Таа платен атентатор била, но тоа е тоа. И сега дел од ВМРО, например, ќе го доживее тоа лошо. Бидејќи дел од ВМРО... Понахида денеска. Вете, Бојан, не е спорно и да има поделеност на мислењата. Ние сме демократско општество. Добро. Пак ќе ве вратам, мислам дека епицентрално прашање е да се тргне политиката на страна. На учениците да ги тераат тие работи и нека дебатираат помеѓу себе. Конечно се затворат процесите на транзиција, на лустрација и на една по-јасно исцртување на контурите. Добро, видовме дека без лустрација што се случи со енциклопедијата. Дали сега, ако дозволите така кажам, дуваме на ладно, дали музеот нема да направи онаков потрес во општеството како што го доживеавме од енциклопедијата? се случи. Имено, тоа е мојот... Премиерот ја промовираше енциклопедијата, после кога имаше напади се повлече. Значи, се умеше политиката за да се слика на камерите, односно да го има на телевизија, на earned media, бесплатно, и после се повлече. Ако беше негов проект, бидејќи јас добив впечаток дека се тоа проекти кои што се негови. Тука е проблемот. Истото ќе го направи веројатно и со музеот. Тоа ми пречи. Однапред сакам да кажам, нека биде музеот на сите македонци или на оние што се чувствуваат како дел од таа историја или од тој код, иако и тоа нели се во наводници и се под прашање. Но сигурно ќе има луѓе на кои што им значи, а не се од таа идеолошка основа. Имавте ли реакција од албанци? Мислам, не суботек. Не. Бидејќи во енциклопедијата од таму тргна, па после се отворија сите... Има паралелен одговор, веројатно. Паралелата? Па што се прави во Македонија цело? Тоа е проблемот. Баш што го спомна Филип е проблемот. Тоа е и работата што ги поврзува енциклопедијата и музеот. Тоа се све работи кои што се режирани од државата. Мислам, извинете, вие може таму сте експертска комисија. Јас не учествував во енциклопедијата. Не, добро, не, вие учествувате во музеот, но и тоа се проекти кои што се водени од државата. Сега ако значи не од ВМРО како партија, не од владата како таква, туку од самата држава која што треба да ги представува сите граѓани.
Во енциклопедијата видовме, немаше доволно сензибилитет, не само кон албанците, таму и статијата за ромите, па и кај властите, па и кај многу други личности имаше малку некоректни работи, се побунија. Сега во овој музеј веројатно тие се исклучени. Ја не знам, например, како еден албанец, роден, образован, раснат, кој што работи, живи, има семејство во Скопје, ќе се чувствува кога ќе влезе во тој музеј кој што треба да е државен национален музеј. И за тоа може би веројатно како што вика Филип. Јас лошо се чувствувам кога поминувам низ места со етнички албанци каде што не го гледам македонското национално знаме. Јас исто толку многу гледам и по реакциите, значи точно пола се отприлика пола доаѓаат оние кои сметаат дека музеот ќе внесе нови поделби и оние кои сметаат дека тоа не е така, веројатно ќе следат уште други дебати. Кога ќе биде музеот готов? Јас мислам дека музеот не би требало да создаде проблеми. Проблемот е во поделеноста на македонците. Еднаш кога треба да си ја сватат, да си ја прифата својата заедничка историја, без идеолошки презначи, таа била таква каква што е. Требаат и институции кои ќе некако поможат да не одебинат и да илустрацијата, да затвориме едно минато кое било можеби во делови болно и травматско и така натаму, но како полука да стои да не се повторува понатаму. Нам ни треба национален консензус, ни треба еднаш за секогаш да прифатиме дека сме македонци, имаме некакво заедничко минато, а не идеолошки да се А што правиме ако нема илустрација? А се отвори музеј? Што правиме ако нема илустрација? Па нема, мислам дека музеот многу малку е поврзан со илустрацијата, сепак се тоа личности кои во историјата добиле веќе одредено место, се доста истражени, за нив постојат оценки, така што нема да имат промашувања во тој смисол, но сепак јас го прифаќам тоа дека илустрацијата треба. Ви посакувам, професор, ќе поширока дебата на оваа тема која можеби ќе спречи известни поделби. Сепак на крајот, ако не се лажам, на гласањето 52 мислат проценти од оние кои се изјаснувале мислат дека нема да има поделби наспроти 47 кои или 48 кои сметаат дека тоа музеот ќе внесе нови поделби во општеството. И благодарам за вниманието. До гледање, мислам дека сте утре со ЧОМ, бидете со Студио 2.